Майка е амбициозен проект кој ние го започнавме пред 17 години. Благодарение, морам тука да споменам, на Македонската национална телевизија, која тогаш ни понуди на мене и на Теона да правиме документарен филм за мајка Тереза. И тогаш малце наивно прифативме тоа да го направиме, не знаејќи колку е во суштина, Теона ќе каже можда повише после, колку е во суштина тешко да се дојдат до вистински информации за мајка Тереза. Бидејќи кога го правивме тогаш истражувањето, свативме дека се легенди останати за неа, а дека само има околу, тогаш беа 4 сестри кои има по веќе 80 години, кои што можат директните приказни да ги кажат за неа, кои ја започнале со неа Missionary of Charity. И тогаш ја наивно мислев, окей, им кажав на македонска телевизија, они ни дадоа сосема отворени раце, им реков, но ние сакаме да снимаме во Индија. Они ни рекоа, во ред, снимај во Индија, но кога чукнав на вратата на Missionary of Charity, тогаш, замислете, тоа се сестри кои што немаат интернет, ни ден денес. Се случува преку факс кореспонденција. Јас со нив 8 месеци преговарав да не пушта да снимаме, не знаејќи дека 15 години они новинар немаат пуштено во ниедна од нивните куќи. Нити има дадено интервју, поради контраверзијата која пред 15 години има се случено со документарец од BBC, каде што многу контраверзни факти тогаш излегоа за мајка Тереза. Поради тоа што сме од Македонија, што им рековме дека ќе бидеме само четворица, снимателката, Теона, јас и Вук. Не пуштија, но ни рекоа, имате по сат време. Ние рековме, ние кога ќе влеземе, не можеме да се распакуваме за сат време, а камо ли да снима. Како отидовме, како го направивме првиот контакт, но не пуштија, главниот факт кој правдомет го изоставувам, дека не пуштија затоа што им објаснивме дека тие сестри набрзо ќе си отидат и дека нема да им остане ништо од фактите за мајка Тереза. Им рековме, ние сето тоа ќе го снимаме, сите интервјуа ќе ги снимаме и ќе ви го дадеме вас во архива, вие ќе имате архива, ние ќе направиме документарец. И тогаш се сложи. Отидовме таму и одеднаш сите врати ни се отворија. Чекај, рекла тие, ма зошто не? Затоа што со години ние разговаравме дека би соработувале. Реков, премногу е дефинирана како лик, премногу и мити има околу неа, премногу контроверза, не би можел, не е тоа лик, што би можел јас да го работам, но едноставно не. И ти ми рекол, сепак ќе го работиш, имаш слобода да почнеме заедно како сакаш да биде ликот. Она што беше, нели, мој, не може да кажам услов, бидејќи тоа е пријателско однесување и комуницирање, оно што го побара, видам комплетна слобода во однос на креација на ликот, избор на време, што ќе биде. И она што мислам дека е многу важно е целото действие, да се не знам колку можам да се открие одбем до некаде. Да го гледате филмот. Да се збие во оние неколку дена кога таа решава да излезе од манастирот, да тргне на улиците на Калкута и да ја покрне својата мисија. Нормално, мора да нужни поместувања во она што е факт. И во тоа кондензирање на времето, значи, таа е жена која сепак е различна од реалната мајка Тереза. Таа има еден херојски момент каде што таа сепак се спротивстава на Ватикан, на очекувањето дефинитивно сама презема една апсолутна иницијатива во сето тоа. Времето е многу интересно, бидејќи таа 48 година се случува огромна трагедија, не се случува што се нарекува Indian Partition, односно поделбата на Хиндустан, на Индија и Пакистан, кога има милиони и милиони бегалци од едната територија во другата. И мислам дека тој драматичен момент е многу силен. Внесов еден лик кој не постои,
кој го планирав за Лабина да го играм, меѓутоа бидејќи помина 10 години кога напишаме сценариото, времето Ја остарев. Не остарев, меѓутоа мало поместување и дојде И ми одзема улогата, тоа е кога си не, така не. И мислам дека една одлична соработка, понатака и Теона Митевска и Илма Татаргич, таа првична замисла ја внесува во некои нови филмски видувања и мислам дека за мене беше огромно искуство да го видам и самото снимање на филмот. Ова е и за мене е најамбициозен проект кој сум го работила и морам да кажам дека и за Македонија, затоа што ова е филм од скоро 4 милиони евра. Македонија у последниве 15 до 20 години немала филм со ваков буџет, со вакви звезди. И припремите, кога ќе речеме 15 години, ние го пишувавме и го развивавме. Ние после Петрунија размислувавме дали да одиме со мајка или со помал филм, затоа што ги имавме можностите, но сметавме дека уште треба да созрее филмот. И овој филм, самиот факт што снимавме во Индија, што сме едни од ретки првпат во Македонија да се снима во Индија, сето тоа беше поради сакавме да бидеме веродостојни на факти. Сакавме да снимаме на локациите каде што навистина мајка Тереза била, каде што почнала. Тоа е за една европска продукција, тоа е страшно. Вие не знаете, значи ние у Белгија и Македонија ако имаме по 100 луѓе на сет, Јако им се јавив таму и реков, добро, во сценографија колку луѓе имаме? Обично ние имаме 10 луѓе. Они ми рекоа, кај нас у сценографија за овој филм се 120 луѓе. Значи, начинот на кој они работат и на кој ние работиме, мене ми беше, пред да почнам и додека снимавме, ми се тресеа нозете секојдневно. Затоа што се будев со агентите на Номи, па на Силвија. Па единствен прекрасен, сите беа прекрасни, ама Никола наш беше наједноставен да се изменаџира. Потоа имавме 20 сестри, 25. Значи беше една навистина комплексна, морам да кажам дека по однос на комплетирање на буџетот, кога бевме сигурни, окей, тоа е сценариото со кое одиме, потоа јас за многу брзо време ги најдов овие пари. Значи тоа беше некаде околу 8-7 месеца. Дури во агенцијата ми викаат пребрза се. Јас ја да чекам 5 години, нели сето она што се цени, значи дека имаш добар филм. Ако ти толку брзо можеш да најдеш средства, значи дека приказна. И самиот факт дека ги најдовме, го снимивме и го реализиравме сега на Венеција и за мајка Тереза е нешто, но ми е фантастично. Се разбира тука авторството на Теона која зна, се разбира дека тука се звездите, се разбира и дека најмногу од тука е тематиката за мајка Тереза, која што следиме 7 дена од нејзиниот живот пред да стане мајка Тереза. Како и секој светец, како и секој од нас, она имала dark period, каде што се прашувала дали постои Господ. И ако постои, зошто толку мртви луѓе има на улица? Зошто толку патиме? Сето тоа не го обработуваме во филмот. Не сте видела таков факт. Значи, она, кога ја прифати улогата, она даде се. Но Теона со неа година дена работеме. Она менуваше дијалози. Она учеше акцент, и која прифати рече, но јас морам да го потврдам машкиот лик. Не можете вие да го потврдите без моето... Ние рековме, во тој случај ти ќе дојдеш на кастинг, затоа што на тоа ниво од звезди не сакаат да имаат кастинг со партнерот. Она рече, јас ќе дојдам. Се разбира дека ја и Теона сакавме со Никола да работиме. Но тука, верувате дека не можеш да влијаеш на тој вид на продукција. Не може. Она рече, јас не се согласувам со еден, морате да ми предложите барем тројца. Ние предложивме тројца,
другите двајца нема сега да ги кажувам, но се големи европски имиња. Она имаше со сите тројца актери проби во Лондон и во Брисел. Другите двајца не се допадна, нас ние бевме срекни, али не мести, што се кастинг гре. И со Никола се споја. Никола прифати да дојде на кастинг, дојде 2 пати, со Теона и со неа работеа голем дел од сцените. И Никола мене ми се јави, вика, јас не ја пратам, мене ми е сон да работам со неа. И Никола толку посветено, толку, затоа што ми е некој што ќе те изеде. На сцена ќе те изеде. Мислам, вие не знаете кој е, она е неверојатна актерка, но она е со својата доминантност и начин на кој работи е чудо не види. И фала му на Господ, со Никола се споја и потоа почнавме со проби и со сето останато, но беше многу интересен процесот и за нас. Видете, ние не пристапуваме така. Кога создаваш едно дело, го создаваш, посебно Теона е режисер, мене ми е, зашто ми е интересно да работам со неа, затоа што голем број режисери, кога ќе речеш браќа Дарден, ти знаеш што да очекуваш од нив, затоа што од првиот до последниот филм, секогаш визуелно се фантастични, а ги обожавам, но се исти. Но имате режисери како Ларс фон Триер, кој секоја нов филм му е нова авантура, нов визуелен јазик. Теона е еден од тие режисери. И ние кога почнуваме филм, ја секогаш, значи, Теона мене ми вика, ти си најлошиот продуцент, ти си сурова, затоа што ја од неа барам, да, кога ќе го имаме сценариото, сега сакам да ми кажеш во кое патување визуелно ќе ме внесеш со овој филм, затоа што знам дека ќе ме внесе во нешто друго. Ти кога го гледаме развојот на Теона, сите филмови и се различни. И почнуваат она и Вук да го смислуваат, Вирџини се приклучува. Во овој филм мораме да го споменеме Јане Куртошев, прв асистент, без него немаше ништо да снимиме. И почнуваат и она го оформуваше, знаевме дека овој филм, што тоа вика, она ја почувствува мајка Тереза како пан-рок енергија. И ќе видите во филмот има делови, нарацијата е многу убава, ти многу ја пратиш, ликовите се толку важни, но визуелно е, за мене нешто што е, прво е многу добро снимено, али незината режисерска палка и визуелен јазик во овој филм е различен. Не можам да ви раскажам како, ќе го видите, ќе го доживеете, но не го правевме за фестивали. Иако имавме голем терет на нас, затоа што е висок буџет, затоа што имавме, за прв пат во овој филм имавме голем MG, минимум гаранти, кој ти го дава селзи дистрибутерот, значи ти кој имаш толкави буџет, знаеш дека мораш to deliver нешто, очекувањата се многу поголеми. Многу поголеми. Но немаме рецепт, не можам да кажам, овој, посебно во ова време, каде што секој сака да иде на Венеција, Кан или Берлин и сите се по 5000 филмови. И ти се бориш за твоето мало место, посебно кога добуваш автор од Македонија, тоа е огромна борба. Затоа што еве на 27 компетишн отвара со Сорентино и Хоризонти, тој ден се само 2 филма и затоа и ми го понудија. И Хоризонти отвара со мајка. Значи само 2 филма. Значи не го правевме филмот за фестивал, го правиш најдоброто. Знаеш дека за нас филмаџиите секој филм ти е прв и последен. Ако ова ти е лошо дело, следниот многу тешко ќе го направиш. Тој лик постои, но е на друг начин односот помеѓу сите тие ликови е сосема различен во реалноста. Тоа е така. Едноставно треба да бидеме свесни дека кога целта и на Теонина Лабина не беше да се направи бајопик. И не би правил бајопик. И кога пишувам роман, ја не пишам историски роман. Значи, не сакам нешто што е жанровски. Кога се работи за историја во роман, ја го сакам Вердиева смрт од Херман Брох, како тој тоа го ми изведен, или романите на Маргарет Јурснер. Никако не беше да се направи бајопик, затоа да се направи антибајопик. Значи,
кога гледате бајопик, вие гледате филмови за луѓе кои се поголеми од животот, а кои изгледаат како карикатури, кои многу добро функционираат според некои шеми на пишување и на режирање. Целта на овој филм, и на Теона и на Лабина, беше основното да се создаде многу јак филм со многу јаки ликови и визуелно многу јак филм. За такво нешто беше потребно да се најде некоја суштинска психологија на ликовите, а потоа малку поинаку да се модифицира, да се изградат, и мислам дека актерите со помош на Теона, мислам дека тоа е извонредно, кој што јас може да го видам и од материјалите што ми ги прати Лабина по интернет, а и она што може да го видам таму го направи извонредно. Сакам само да кажам, не ги споменаме тие актерски имиња. Едно од нив, едно од споредните улоги ја игра Маријке Пиној, морам да ја спомнам. Значи, Маријке Пиној е едно од најголемите имиња на театарска сцена на Европа. Кој знае театар, знае дека режисерот Мило Рау е еден од најзначајните 3 или 5 имиња на светската театарска сцена. Маријке Пиној е една од неговите омилени актерки. И сега ви имате една таква актерка, нели, со која работеше на овој филм на Теона, каде што донесе еден лик до максимум, кој е спореден лик. Така што мислам дека основата беше да се долови есенцијата на ликовите, а понекогаш некој однос на ликовите мора да се помисли. Агенција за филм го поддржа филмот во 2023, така, во 2023 година со 37 милиони денари, кој што беше минималната сума кој што беше потребна на Лабина за да се избори ова да биде македонски филм, и морам да се заблагодарам на Лабина, заради тоа што многу гордо ја представува нашата држава. Секако има многу поголеми можности од нашиот фонд, кој што е многу мал и скромен, меѓутоа има нешто кој што Лабина ја преврзува да се врати во Македонија, да помогне да биде дел од нашава филмска фела. Исто и Теона, така да ви благодарам како директор, многу инспирација носите кај млади филмски работници, кај млади продуценти и продуцентки. Теона и Лабина се почетокот на тој еден бран на жени, на женски режисерки и продуцентки, кој што и те како моментално е многу силен во светот. Премногу е инспиративно што Гоце, што ние сите го знаеме како голем македонски писател, конечно влегол во филмскиот свет. Јас сум многу возводен на што све ќе ни понуди Гоце како автор, бидејќи мислам дека потенцијалот е овде, ние мањкаме малку со сценаристи, така да Гоце е многу големо освежување. Ние на крај на крајето ги правиме филмовите за нашата публика. Тоа сите ги со тоа што македонскиот филм, колку и да е успешен, е многу тешко да се дистрибуира надвор. Јас се сеќавам после Петрунија, која што имаше огромен успех, исто беше дистрибуиран секаде по Берлин, зборував со францускиот дистрибутер и он вака ми објасни. Вика, види Лабина, нас не е многу лесно во Франција, ја кажувам Франција затоа што е најтешка земја за дистрибуција. Многу не е лесно да дистрибуираме ирански филмови. Затоа што публиката, кога ќе кажеме доведе новиот на Панахи филм, знаат што да очекуваат. За Македонија, вика, ја направив истражување, последен филм во дистрибуција кој што сте го имале е пред 25 години пред доштот. Значи, зборуваме за и вика, сега ние треба да направиме публика, зборувам за Петрунија. После тоа искочи Медена земја, се диџеј Ахмет. Значи, сега имаме бран на филмови кои почнуваат да се дистрибуираат. Веќе публиката светска знае што може и треба да очекува од македонскиот филм. За мајка ова е прв пат. Мене да ми се случува, јас сум 30 години во оваа индустрија. Секој пат викам, сега ова ќе ми биде најлесно средниот филм, секогаш е тешко и потешко. Прв пат ни се случува да е филмот купен за кинодистрибуција од сите земји. Значи, зборуваме за сите европски земји. Франција веќе прави
огромен припрема за дистрибуција, тамо почнува на 4 декември. Изборот за Венеција, ние имавме други понуди за други фестивали, падна за Венеција затоа што дистрибутерите во Италија, во Германија, во Шпанија, во Франција, во најголемите европски земји, во Полска, сакаат да почнат да го дистрибуираат веќе оваа зима. Така да мислам дека да, успех е огромен Венеција, но ова е прв филм мој кој што бил продаден за дистрибуција пред да биде направен.